Градот Кратово се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија. Како населба Кратово се споменува уште пред раѓањето на Христос во Хомеровата Илијада, 6 век пред нашата ера, каде што живеело тракиското племе Пеуни. Податокот се потврдува и со пронајдените монети на просторот на Кратово од времето на Адолјон Пајонски. Оддалечено на 25 километри западно од Кратово се наоѓа селото Шопско Рудари, кое се викало Солунград. Називот ова село го добива поради постоење на рудници. Баба Трајанка и дедо Савко живеат во село Шопско Рудари, во малата Цоцевци. Класично македонско земјоделско семејство, за кое животот во село е се потежок. За пут неамо, не знам, превоз неамо. Некој да се разболи, мора да викамо такси или брзи помој. Зимуски като оболемо, нема искачање надвор. Нијамо телефон, нијамо воду, нијамо етона. Дедо Савко не го крие задоволството од животот во поранешна Југославија. Во тоа време чувал повеќе стока, пласманот бил поголем, заработувачката уште поголем. Абе, додек беме ми со Србија заедно, па го биваше нешто работа. Има нешто произведе човек, или телце, или јаганци, кој што и може да произведе. Абе, дојде ти, откупи ти ga дома, земе, а сега привата никако дојде, ќе земе, па ќе те занесе са те пари, нити дава пари, нити Баба Трајанка, поранешна ткаечка, секојдневно ги шета неколкуте кози кои им остана. Стока понапред имаше по 6-7 коња, па имаше сестре тој со мене, па деца, па овци имаше 60 овци. А, секи едно по едно, еште едно магаре чувам, 2 свиње чувам, кокошке печат. И тој. Тогаш животот во село бил подобар. Селото било полно со луѓе. Сега се останати уште неколку старци. И останамо чопови старци, џабе има лошење каде не могамо да одимо, каде не могамо да работиме. Во 6 куќе сек смо, у 3 куќе по еден има, у едну не еден, а у 2 куќе по двојца сме. Колко деца имаш, мај? Ќе ми прашуваш колко деца имам. Требало да водиш ред колко имам. Нивните деца се заминати по градовите. Оставени се сами на себе. Локалитетот Цоцев камен се наоѓа во непосредна близина на малото Цоцевци. Станува збор за неолитска населба, во која и денес среќаваме видливи остатоци. Како млад дедо Савко често го посетувал Цоцев камен. Во него собирал мед, а има откриено и едно необично писмо напишано со црвен восок. Кад смо се делиле, мене ми се е паднало на дел од тој место до таму. И вадил сам мед сваку годину. По некој пут по 3 роја, 4 изваду од овде. Еве овој поклопац, куде ги затварамо. Ја пут овде варкаше овце, а оно заврна. И бегав овој друг пут да се скриви од Тишо. Да се задам и кад погледам ништо црвенее се, еве. Погледам, а никоја буква, па ги преписува. 23 ли беа, 26 ли. И никој не мога да ги разбере зашто се и како се. Стручни информации добивме од професор доктор Душко Алексовски, председател на Светската академија за карпеста уметност. Минатата година, односно во периодот
од 14 до 21 јули 2002 година, Скопје, главниот град на Република Македонија, беше домаќин на најпрестижната светска манифестација, Светски конгрес за карпеста уметност, каде што имавме представници од сите континенти. Учесниците на конгресот посетија многу локалитети од карпестата уметност во Картовскиот регион, во регионот на Крила Паланка, Велешкиот регион и неодминливо беше да биде посетен и еден од најрепрезентативните локалитети од времето на преисторијата, локалитетот Цоцев камен, сместен во атарот на село Шопско Рударе Католско, кој по многу нешто е единствен. Учесниците на Светскиот конгрес за карпеста уметност донесоа резолуција за него со која му се дава посебно значење. Населението главно живеело во двете поголеми пештери, а се занимавало со земјоделство. Ова е комплетен комплекс кој што офаќа живеалиште на луѓето, духовен храм и место на стопанисување. Што друго се забележува во овој камен, тоа е и одредување на пчелни семејства. Во самата карпа се примитивно ископани уште во времето на преисторијата отвори кои што служеле за имале за задача да ги привлечат пчелите и на тој начин да се и тоа да служи како една од повеќето стопански грањки покрај земјоделието, ловот и риболовот. Посебни канали се правени во карпата со цел да се избегне сливањето на водата. Нешто што посебно сакам да го нагласам за овој камен е откривањето на еден вид стол или престол кој се наоѓа во самата карпа и кој можеби има повеќе намени. Служа за наблюдување како дел од една преисториска астрономска обсерваторија од едноставна причина што наспроти столот се наоѓа исто така стол искресан во самата карпа, а веднаш кон исток се наоѓа 3 камена поставени, едниот е на самиот врв, кој има во него линии одбележање, а другите два се на еднакво растојание лево и десно од централниот камен. На врвот на карпата се наоѓа духовно светилиште како икона исклесана во карпата. Се вика место Врлеј. И вода едни пути дотече по чековде до карпото удари. Ама сега нема, ето суша години, нема више вода. Сите од селото раскажуваат за Дедо Зафир, свештеникот од црквата Пети Кладенци и неговите пророштва.